12 дена на специјална обука беа 2 лица вработени во Штипската зоолошка градина. Обуката се однесуваше на начинот на исхрана и чување на животните во различни периоди од годината. Знаењето оттаму најпрвен ќе го почувствуваат ламите и хималајските тарови, кои се најновите станари во зоолошката. Резултатите се добри, значи знаеме колку треба да ги ставаме храна према животните и знаеме како треба да ги одржуваме животните. Значи ламите треба да ги ставаме околу 400 грама жито и околу пола бала луцерка. Хималајскиот тар исто и на него му ставаме околу 200 грама жито и му ставаме околу 500-600 грама и повеќе таму детелина му ставаме. Освен на ламите и хималајските тарови, наскоро Штипската зоолошка ќе биде дом и на други животни, донирани од зоолошката градина од Скопје. Ќе пристигне зебото, ќе пристигне јакот, ќе пристигне антилопата и некои други животни и со тоа веќе ќе се зголеми фондот на животни овде во нашата зоолошка градина во Штип. Но за новите станари се потребни и нови специфични живеалишта. На нив Штипското предпријатие ИСАР денес работеше интензивно. Специфичноста е што се малку со поголеми димензии, односно нивната тежина е околу 700 до 800 килограми, во просек се долги околу 2 до 2,5 метри, така да изградивме една пристапна патека за да можат луѓето кои доаѓаат во зоолошката градина да ги гледаат непречено. Инаку посетата на животните на зоолошката градина ќе биде бесплатна до Нова година, а потоа влезот ќе чини 20 денари. Средствата од билетите се наменети за обезбедување храна на животните.